Тоа е црно-бела фотографија на едно дете кое што во некој двор, во еден двор, во нашиот двор, во старата куќа во Битола, синоко со дете од 3,5 до 4 години држи прим во раката, свири. Јас и ден денес ги слушам звуците на таа музика. Тоа дете беше Дужан Наумовски. Тоа дете бев јас. Ова дете треба да го видите колку ентузијастички, колку мисли дека најдобро свири на прим. И во академија често пати се сеќавав на тоа синоко со момче, како успеав да дојдам со молба до театарот, да ме пуштат, да дадат препорака дека ете тука имаме еден човек кој што се сака да се бави со филм, со театар. И од многуте кандидати, од 176 кандидати, останавме во најтесната селекција 11 души. Последната селекција не сведе на 9 и така ние си почнавме да си работиме во театар како новопечени режисери, студенти. Ете, така завршува тој дел, едукативниот дел. Јас бев во покасата на професорот Вејкослав Африш, кој што не одушеви сите и може да растерети кога рече дека деца, режијата не се учи. Деца, режијата се учи преку читање, преку книги, преку размислување, преку споредување со компатибилните научни дисциплини, како што е литературата, како што е филозофијата. Од академија имавме една мала обврска да дојдеме јас и моите колеги, да дојдеме во Битола. Јас бев во Битола 2,5 години, бев и вели директор на Битолскиот театар. И едно време се прочу дека тука во Битола дојдеа некои бечиња кои што прават многу интересни и други представи, друг вид, друг жанр, друга постапка во создавањето на театарската уметност и дека треба да се заинтересира за тие деца. Јас, Лилиша, Димитар Христов и така. Еден ден дојде еден допис дека утре во 12 часот ќе дојде Драги Тозија и Лилијана Манева, сака разговор со Душан Наумовски и Љубиша Георгиевски. И ние ги се чекавме, ги пречекавме, дојдовме и тие тогаш ни дадоа понудата да дојдеме во Скопје, затоа што таму немаше ни филмска, во Битола немаше ни филмска индустрија, немаше ни телевизиска. Тие сакаа да дојдеме, да влеземе во телевизиската глутница. И се сложивме, се префалихме во Скопје, Лјубиша се превели за филмот, јас во телевизија, јас во македонската телевизија, тогаш така се викаше, останав 39 години и 3 месеци, не променав и покрај другите понуди, не променав ни една, останав верен, ама бескајно. И сите колеги што ги среќав, од сниматели до камермани, монтажери, секретарки, помошнички и така натаму, и сите заедно на некој начин се учевме. И се учевме со голема доверба меѓу себе и се учевме со многу голема љубов меѓу себе, затоа се знаевме дека само на некој начин тогаш кога ќе ги собериме нашите незнаења, ама подадени без суета, без любомора, без завис, на некој начин дека тоа учење ќе има тој макаш мек на сакање, на љубов, на работа во еден посебен вид, затоа што ние мислевме тогаш тоа дека телевизијата наистина беше чудо. Мојата прва емисија беше директно, бидејќи тогаш и немавме со што да снимаме и не снимавме, директно се одеше
од тој хангар на една музичка емисија. Мислам дека тогаш го освои светот. Мислам дека тоа се случи најважната работа во Европа, во тоа место, во таа точка, тогаш, во еден никаков хангар, со никакво светло, се, ама ние мислим, емисијата беше извредна. Во црно-бело работеме тогаш. Тој период беше време на ангажирање на нови творечки кадри во нашите програми, за да можат тие да се подноват и да се освежат со нови идеи и креации. Тоа е времето кога беше вклучен во работата на телевизиските програми Душан Мановски, како еден од нашите ретко образовани луѓе во сферата на театарот и влюбеник во новиот медиум, што се викаше телевизиска реализација. Така, до првите сериозни драмски творби требаше навистина да се помини еден многу тежок пат. Ние на некој начин во 65-6 се почна подготовките на неколку плана да се направи автохтонна драмска емисија, да се сними драма. И прва драма со која што драмската редакција званично го одбележува своето постоење и своето понатамошно континуирано работење е драмата Пустина по новелата, по новелата од Ѓорѓе Баџиев, а по сценаријот на Ташко Ѓорѓиевски, во моја режија. А таму во Париз, што мисля за нас? За македонците? Конзервативците ве сметаат за разбойници, а народот и напредните луѓе покажуваат големи симпатии кон вашата борба и ве држат за следбеници на хероите од Француската револуција. Султанот не го сакаат. Велат, симнете го ако сакате Турција да појде по патот на прогресот. Братски им ја подаваме раката на сите пријатели на македонскиот народ. Јас имав чест да го запознам Душко Наумовски директно како соработник во далечните, сега веќе далечните 70-тите години, кога снимавме ТВ драмата Тавакерата. Не можам да го заборавам возот кој секој ден, катеден од Битола до Кременица возеше и се враќаше назад и ние ги снимавме кадрите за Гоце Делчев и неговото враќање и неговите патешествија во Македонија. Не можам да ги заборавам исто така и планините и снимањето на Смилевскиот конгрес со мојот драг колега, од кога што научих многу и кога што го применувам до ден денес во мојата професија. години бев постојан член на неговата екипа. Беше задоволство и чест и привилегија да се работи со таков човек, бидејќи уште во фаза на подготовките, многу премално, многу ефикасно, многу квалитетно со секој член од екипата ги подготвува таквите проекти, па кога ќе дојдевме на терен, на објект да ги снимаме, едноставно не се губило време во договарање, сега овака ќе сликаме или онака ќе сликаме. Едноставно се знаело еден вид како швајцарски саат функционирал. Над неа облаци од дим, а народот прост. Животот е злодевен и тежи. Животот е без маска и без грим. Без е луд што озабен се ежи. Како? Без е луд што озабен се ежи. Душко Наумовски е мој колега. Тој припаѓа на првата генерација на македонските телевизиски режисери. Јас припаѓам на втората генерација, некои припаѓаме од иста школа, Белградска специјална школа за игран документарен филм за театар и радио. Нашата прва средба беше, што туку јас дипломирам, се враќам во македонската телевизија. Тогаш на план беше предвиден да се снима серијата Пат кон иднината. Јас му бев асистент, тој
почнавме да комуницираме. Ги водев сите, би рекол, масовни сцени, проби, костемографски, сценографски, парови, кранови. Така станавме пријатели. Утро Зарија, целокупна Бугарија, Папагал! Господине началник, еве ги материјалите што ги запленивме. Изразувајте се прецизно, Петров. Вие ништо не сте заплениле. Убаво се залажуваш ти, Петров, само не обидувај се да не залажуваш и мене. Ние требаше да имаме ликвидирано секаков вид отпор овде, а соочени сме со отворена борба против нас. Мислам дека основна причина е што не успеавме да го придобиеме населението. Според тебе би требало на правителството да му испратиме извештај. Господа, нашите сметки за Македонија не беа точни. Прво тешкотите идеа од таму, што мислевме дека нашите идеи може да бидат спроведени, моите идеи може да бидат спроведени така лесно, затоа што мислев она што произлегува од умот, она што произлегува од поривот внатрешен творечки, дека тоа многу едноставно треба да дојде до она платно што овде го имате одбележено како мало, ама бескајно. Затоа што ние мислевме дека телевизијата наистина беше чудо. За тоа време кај нас сепак беше чудо, нам беше чудно тоа што веќе имаме 3 камери преку кои што може да се пренесува нешто слика. Нас не беше чудно што ете дел од технофилм која дојде од Вардарфилм кој дојде како монтажни столови, дека тие се репарираат на некој начин, поново ја репродуцираат својата техничка моќ и тоа беше и радост, на тоа беше голема обврска. Тоа предпоставуваше на некој начин да се создадат такви програми кои што ќе можат да бидат обработени со тој човечки, творечки и технички потенцијал од тоа време. За Душко Наумовски, ако се зборува, е прекратко времето. Неговиот опус е преголем, но јас ке се задржам само за неговиот ТВ игран филм. Судбински ми така бевме поврзани, мада генерацијски сме тука некаде близко. Јас бев асистент на неговиот втор игран филм. Тоа беше Иван Галабин. Тој да работеше тој филмски проект со сите филмски атрибути. Јас како асистент на овој филм, ја почнав устари мојата снимателска кариера. Се измени животот, Танице. Се се измени, Иване, многу се измени животот, брате. Седни, ајде. Неговиот последен филм, кој се викаше Хераклеја по втор пат, бев директор на тој игран филм. Така да, измеѓу овие два филма, со Душко имаме изработено голем број на разни други творечки производи во македонската телевизија. Размислувајќи за соработката со Душан Умовски, не можеме да не се потсетам на далечната 92 година, кога јас како млад артист учествував во телевизискиот филм Хераклеја по втор пат во режија на Душан Умовски. Очигледно беше неговата љубов кон режијата, а се разбира и кон актерите, затоа што забележав дека за него не постојат мали и големи актери. Сите се за него големи. Браво, браво! Возбудлива приказна, ова би можеле да го земеме како лајт мотив. И што тој лајт мотив? Приказката е премногу убава за да биде вистината. Сакав малку да ви ја изместам представата за мене, како заладен, подгрбавен женски научник со нависнати очила над носот. Да. Да одиме поред. Почнуваме со термите. Доживејте ја и вие новогодишната магија. Со магичната понуда на T-Home, овие празници земете еден од 3 Max пакетите и добијте многу повеќе од другите. Гледајте ја најдобрата дигитална телевизија Max TV до 6 месеци бесплатно.
единствено на Макс ТВ. Уживајте во најдобрите филмски канали HBO 3 месеци бесплатно. Побрзајте и нараđајте веднаш на 171. T-Home. И покрај тоа што нашиот соговорник беше против тоа, возбудливата приказка за Хераклеја да ја споменуваме, бидејќи како што и самата ни кажа, во неја нема никаква научна вистина. Сепак се одлучивме последниот дел од нашата репортажа да го снимиме токму тука каде што Хераклеја најмногу би сакала, на сцена. Како ќе биде отворен летниот театар во Хераклеја? Тоа ќе биде во рамките на Хераклеините вечери, кои се концепирани како музичко-драмска манифестација. Репертуарот е речи се готов, а од драмската програма за сега е договорено гостувањето на Македонскиот народен театар со Вејка на ветрот од Коле Чашов. Вејка на ветрот, може? Извини. Како што е во програмата, играме во сабота, овде е се средено. Ни насон не ми паднало дека Чашуле некогаш ќе си игра во антички театар. Па од 250 снимени драми, да речеме, 25 драми се негови, да не збориме за, што ја знам, други серии, детски серии, да не збориме за, да не збориме за преноси, сериозна класична музика, милион други работи и така натака. Значи, поголемиот дел од целокупното богатство има внесено Душко Момовски као влезено во овие касети, влезено како име, као бренд и така. Па работеше на целенти, на квадри, на јуматици, на филм и така. Остави за себе премногу убави емисии, драми, што ја знам, се. Мислам дека би можел да бидам задоволен од тоа што она што сакав да ми биде мене мило, да ми биде драго во односите, ако работев со глумците, ако работев со камерманите и со, сакав тоа, таа убавина на таа милоштиња некако, како да го речеме, збор има фин, да се преноси на соработниците, на глумците, а со тоа да се преноси и на публиката што гледа. Душко Наумовски. Баш ми е драго што ќе кажам некој збор за него. Еден фин, висок господин, американец, така со некоја американска насмевка, полу така некоја насмевка. Боен човек. Често се случуваше да биде во ова бифе, во овие некои, имаше тогаш троседи некои места, со чашката ракија и да евоцираме некои спомени, да разговараме за работата. Почнав да негде многу одавно, не можам мислам да се сетам кога некој, значи истовремено почнавме, односно македонската телевизија почна со нас. Почнаме да работиме негде во 66-7 година. Првата серија за деца, да видам што да бидам. Од таа емисија направивме 25-26 емисии, 3-4 автори покриваја по 3-4 епизоди и тоа беше заедно во така да речам, во режисерска копродукција со сега покојната, нашата знаменита актерка и режисер Тодорка Кондова. Значи, системот беше понеделник, вторник го добивавме текстот, во средата го анализиравме заедно со глумците и работевме и се правеше кастингот,
Во четвртокот се правеше последната така проба. Проба на не топла проба во студио, туку топла проба во просторија во телевизија горе во Нерези. И Тодорка имаше поголема ингеренција во однос со актерите, затоа што јас, кога ќе влезевме во студиото, јас одев горе во режија, а таа работеше долу во Тоа беше на вистина гледана емисија. Бевме месари, столари, суди, татковци, мајки, ово, она. Бевме една прекрасна екипа. Се работеше во старата телевизија, тоа старата телевизија во тие таа 66-та година уште се правеше таму негде покрај Вардар. И уште преку ден се чукаше, се тропаше, беше невозможно да се работи. Моравме да работиме дури после 10 саат навечер да снимавме. Многу ентузијастички, цела ноќ снимавме, никој не ни беше ни тешко. Успеавме да направиме 18 епизоди, прво снимивме 12, па после додатни 6. Интересот беше, серијата беше извонредно позната, јака, таму излегоа ликови, награди кои потоа се прераскажуваа, таму излегоа ние чуени Диди Дади. Во секој случај, глобално земено, телевизија влезе во една храброст да прави играни програми и да ги издржува вака. Да почне текстот да го добиеме во неделја, а во сабота да оди емитирањето на играна програма. Тоа беа по 25 минути играни програми. Мислам, така работат многу студии. Само денес ние не работиме така, а така работевме и мислам дека тоа беше едно пеколно темпо. Не време и низ бура, ние шириме култура. Не слепотни интриганти, ние сме си комедијанти. Комедијанти беше работење по сценарио на Петар Андреевски и Руси. Со моја интервенција, да речем, бидејќи режисерите ние се мешаме секаде и затоа многу писателите не ни сакаат. Комедијанти, комедијанти, ајде со вас на театар секој час. Комедијанти, комедијанти, ајде со вас на театар секој час. Еве и јас сум им талкам, својот живот си го валкам. Не сум некој Гари Купер, јас сум Јово Суфлер Супер. Невозможно беше ние да правиме сега автобус, да правиме тоа во некој земји, може би и било направиле. Но едно дете, од Кумано, Абе Величич од Душко, има таму Душко, има таму еден автобус од 36-та година, произведен. И што мислиш да го видиме, да јас кога одив се одушевив, кога видов. И Томче Кирков зеде задача да го оживее. Ги најде месторите, ги најде механичарите и ние имавме механичарска работилница во телевизија тоа време, а целиот автобус го врзавме за еден камион и малце по малце, за да не се распадне додека дојдете од Скопје, го донесовме во Нерези горе. И во Нерези горе почне неговата реконструкција, почне неговото заздравување и го способивме, направивме шарки околу, напишуваме одбоен и кога почнавме да одиме низ улиците Сопски, бевме на некој начин како мечка да заиграла. И со разни згоди, јас сум оној што ги води. Баронеса храбра Дона, јас сум нивна примадона. Сеќавам дека еден тажен поглед на Петре Преличко, кој што тогаш ги имаше, ги водеше тие млади глумци боеми да играат, да представуваат, да бидат комедијанти во вистинска смисла, схомрахи. Плачеше кога јас реков дека ти ќе го играш Суфлерот и така цела екипа беше врна. Не разборуваме сега за тоа. Тоа е таа епизода со пренесувањето, пронаоѓањето на оригиналниот автобус
со кој што одеа од место до место патувачките глумци на театарот Боем. Јас ви велам верака, ако некој смеа сака, тој со мене ќе се мери, трагичар сум, памет бери. Спроти мене нема рамен, љубовник сум голем славен. Наивка сум крепка млада, ме викаат Есмералда. Јас и Душко Миловски случајно се сретнавме во еден проект, така наречен Втората смена, една играна серија за деца и возрастни. И разговарајќи во врска со проектот, со Душко, кој што јас таков динамичен човек до сега во животот немам сретнато со таков ентузијаст да работи нешто. Значи, кога он работи, се игра на него, очи, глава, он работи во истинска смисла на зборот. Се договоривме во врска со музиката да биде, бидејќи јас за прв пат тогаш почна да работам играна програма за деца. И дојдовме во една колизија во моментот кога он ја слушна музиката. И почна да ми вика мене, Киро, вика, јас ние до сега работевме музика која што подразбира една драмско добивање на действието. Како нешто се случува во театар или некаде, така тоа значи да нема ритам секција. Јас викам, Душко, во ова серија се работи за екскурзија во Охрид на одредена група на деца кои што патуваат, одмараат таму и таму се случуваат многу работи, во кој што јас мислам дека за прв пат во македонската играна серија за деца се употреби таков вид на музика, која што подразбираше нешто друго, течение на нешто. Доцна Гуларче, ти беше Бане, нели? Цане, брат ми Бане нема врска со оваа работа. Управнику, да ме казните само мене. Добро, Цане, да се договориме. Ти внимателно раковај со тоа црево до ручек. А јас ја заборавам целата случка. Ферплей? Ферплей на квадрат. И не прскај на исто место. Ќе никнат печурки. Излече со лесна помена. Тој е добар човек. Не треба да го разочарам. Денес цел ден треба да бидам мирен. Јас ти комуништа не сум бебето. Во моментот кога снимав музика, тоа морам да го кажам, бидејќи многу смешно. Ја снимавме со Влада Плевнеш на тогаш најнов синтесајзер. И во еден момент, снимајќи така 10-12 дена, он нешто пипна, четна таму и се избриша цела музика. Од друга страна, Душко ми се јавија, Кире, до кај се јави, кам, нема проблем сега за 2-3 дена, готово е све, музиката е неамени, се избриша. Почнавме наново да ја правиме теата музика. Стаснавме до Душко и дојавме на монтажа, он која слушна, вака за глас се кажа, Кире, ова рече, мене воопшто не ми одговара ваква музика. Викам, Душко, таа музиката, викам, ќе видиме како ќе ја прифатат. И тогаш кога се измонтира, бидејќи сликата однева, знаете тоа, тонот е друго, кога се измонтира заедно, се биде некоја слика која што до тогаш ја нема. 1999-2000 година ја снимивме серијата за деца игра на големи и мали. Јас бев уредник на програмата за деца и млади, Душко беше
режисери и поминавме многу време заедно во подготовките и во реализацијата. И во еден период серијата мораше да прекине да се сними од објективни причини во јуни месец и да продолжи со дел да се снима во октомври. Бе во една недоумица дали децата, бидејќи поголем број од артисти беа деца, ќе пораснат за тие 3-4 месеци, ќе се изменат, на некој можеби ќе им измутира гласот, меѓутоа Душко после сите тие наши разговори преспа и утредента решително дојде и рече ќе ја прекинеме серијата затоа што така мора да биде, а ако пораснат децата и ќе ги смалиме ако треба. И мене ме фати малце кризата на творештво и кризата не личното, кризата на можност да се создаде овде во оваа куќа. Дури се чудам и самиот си се чудам и си влазесвам како успеав да ја снимам детската серија во 5 епизоди Големи и мали. Таа серија се емитираше и се репрезентираше 2 пати во 2001. Имаше многу убав одзив. Мислам, некако пак се враќаме кон таа дрскост и храброст да покрај се и против се да работиме нешто што сакаме да го работиме. Нема веќе да живееме во подремот. И мама нема веќе да биде чистачка. Мене ќе ми купи нови панталони, ќе доаѓа на родителските средби. А татко ти зошто е в затвор? Оти бил добар. Оти бил добар. Има една анекдота во која снимавме Бука и крешините, кај што возот треба да иде по шините, ама сега е бутка локомотива позади, а локомотивата не треба да се гледа. И сега Душко направи тоа, ама пусто локомотивата излезе од шините. Ајде, после вика и од Велес да влеча, да ја бутка, да ја пред... Абе, тоа беше, што да ви кажам, една страшна работа. Тоа беа златни времења кои работа. Сега многу лошо. Порано сум летал да доаѓам на монтажа. А сега нозете ми се враќаат назад. Сите возови, дневни и ноќни, ќе мораат да застанат кога татко ми ќе ја крене раката. Живи суштества ги поздравуваат возовите. Сите струкчиња од трева ги поздравуваат возовите. И сите како да велат, да можам да отпатувам, да одам негде до крајот на светот, до крајот докаде што има шини. Затоа што и во Буки и крешините јас пишував еден специјален диалог, Огнен пишуваше диалог и јас го пишував третата епизода. Детето таму прави прашува мајка му, дали мама, дали шините имаат крај? Не, мајката му вели, немаат крај. Тие одат до безкрајот. Тоа е навистина одамна, тоа е пред колку 80-29 години, значи навистина многу време. И на мене ми се останати врежани ми се во главата впечатоците како седиме на некоја импровизирана маса, тамо во Стариград, како седиме на некоја импровизирана маса со текстовите и само нешто прелистуваме и баш од денешен аспект кој ќе се вратам, но вистина никогаш со мене не комуницирал како со дете, туку како со возрастен човек, иако бев дете, имав 6 години, 7. Драг татко, мојот татко е подобар од сите татковци на светот. Среќен ден на татковците. Те сака Елиза. Елиза, кам брате писменца? Елиза.
се чини дека едно од најтешките снимања со него ги направив. Еден ден ми доаѓа поручик, ние по цел ден седевме на телевизија, вика одиме на пат за Битола. Сниматели немаше, ја тука се поверив. Тонет, светло и за Битола. По пат нормално разговараме и вика снимаме концерт во Битола. Викам, една камера, што ќе правиме со една камера? Он нервозен, вика, ќе видиме, ќе направиме нешто. Како влезавме во салата се бале, ние со една камера се наместиме на такво убаво место, дури вечерта салата пуна, почна концертот. Душко на уво ми се залепи и цело време ми вика полека, тихо. Дај ми вика крупно лицето на клавиристот, па бирките доле, цело време, колку трае концертот, 2 сата. Тоа као напета пушка бев јас. И заврши снимањето, го гледам, се вртам доле, гледам Душко седи, цел мокар, кошулата се брише, ја исто. Вика, Гања, вика, ваков концерт, вика, у живот не сум снимал. Вика, нема такви работи, вика, треба најмалку 10 камери, вика, не една камера. Просто една година, 2 години, не знам кога. Најче, вртајќи по телевизорот, нешто ми се виде како... Да јас сум го сликал тоа концерт, нешто, клавир, свира. Гледам, викам, па јас сум го сликал ово. Еден убав тон, сликата добра, што сме сликали со Душко. Ова само македонска телевизија може да направи, друга ни една во свет. Душко Милевски беше од оние режисери кои што знаеше да ги исполни барањата кои што ги поставува телевизиската форма на музиката. Значи, дали да ги представи изведувачите, дали да ги представи инструментите, да воспостави ритам, да ја реализира музичката фраза. Со еден збор знаеше да воспостави равнотежа помеѓу музиката и сликата. Но уште една карактеристика важеше за него. Беше многу енергичен во обединувањето на тој сложен телевизиски тим во една функционална заедница. Години подосна работев на анализа на една музичка композиција Песни за војната и мирот од македонскиот композитор Димитрije Божаровски. Овој циклус песни остана забележен во историјата на телевизиската музика како едно од ретките дела кои што благодарение на Душан Наумовски добија своја визуализација. Токму во ова дело, односно во ова телевизиска форма, Душан Наумовски ја представи различната интерпретација на музиката и нејзината транспозиција во телевизискиот медиум и на тој начин создавајќи една нова форма, односно една нова естетика, еден нов феномен. The face of war is my face. The face of war is your face. Моето портфолио имам сигурно преку 300-400 тешки преноси, на директни преноси на филхармонија, да речеме, на опери и на драми. Директно. Тоа е една, мислам, од најтешките родови е тоа, не за режисерот само. Тоа е за сите, за камерманите, за тонците, за музичките литератори и за самите театри каде што се вршат тие преноси, тоа што мора да бидат накнадно дисциплинирани за да задоволат некои услови, кои што ги бараше телевизијата и ги бараше телевизискиот пренос. Така обично ние меѓу себе си ведиме сигурно дека еден пренос, директен пренос на опера скратува еден голем дел од животот на режисерот, затоа што или драма во која што се движат со голема динамика глумците или има таков мизансцен, ако нешто се промаши на некој начин, тоа фактички не е ни снимка, не е нити пренос.
Душко кај нас у Драмскиот театар постави неколку представи, меѓу кои да ги споменам Тиво Илен Шпигел, Лиза на доктор Мицев, Боби Менели на Петра Андреевски и други. Донесе еден нов сензибилитет, со фантазија која имаше мера. Човек кој што знаеше да го мобилизира ансамблот и кој што знаеше да пред да почне представата, пред да почнат пробите да има концепција која до крај гони и до крај така успешно ја исполнува. Значи, Душко Наумовски е еден од ретките луѓе, мој пријател и режисер кој многу го почитува и кој што многу помогна во работата не само на Драмскиот театар. Он има работа на други текстови. Од моите најзабележителни се Црнила и Суд. И едната и другата представа поминаа многу добро, беа високо оценети, но тоа е само една дел од општиот придонес на Душко Наумовски во Македонскиот народен театар. Тој припаѓа на генерацијата која практично навлезе во Македонскиот народен театар